Зошто не е реконструирана канализационата мрежа во населба Македонка? На денешната пресконференција социјалдемократите повторно со обвинение до штипското јавно предпријатие ИСАР за неисполнувањето на ветувањето за реконструкција на старата и дотраена канализација во оваа населба. Дека налагата и се кратки нозете, говори состојбата во која што денес се наоѓаат стотина семејства од штипската населба Македонка. Старата и дотраена канализација само за една година во неколку наврати се излеваше во домовите на граѓаните, нанесувајќи им материјални штети, како и опасност од ширење на заразни заболувања. Но локалната власт, предводена од ВМРО ДПМН, како и директорот на јавното предпријатие ИСАР, Ангел Бојаџиев, наместо да се заложат за трајно решавање на проблемот на овие граѓани, повторно се одлучија да ги манипулираат, вадејќи ги машините на терен со кои што наводно ќе се чисти канализацијата, иако добро знаат дека таа е дотраена и нефункционална. Директорот на ИСАР со одговор дека за 21 дена сите жители ќе бидат приклучени во канализациониот систем и истите ќе имаат можност за плаќање на рати. Злосторникот секогаш се враќа на местото на злосторството. Така и денес СДСМ дојде овде во населје, каде кога беа на власт не закова ниту еден клинец, не направи ниту едно дело, не оставија за себе трак. Ако земеме еден бел лист хартија, ќе видиме дека и го поделиме на две, ќе видиме дека ако запишеме што има направено локалната власт моментално начело со ВМРО ДПМН, што има направено СДСМ, ќе видиме дека нивната страна ќе остане празна. Ние, како локална власт, овде го комплетно реновиравме целото училиште. Поставивме нова канализациона мрежа, главна канализациона мрежа веќе е поставена, а со приклучоците, со граѓаните започнуваме веќе од понеделник. За 20 дена сите граѓани ќе бидат вклучени во канализационот систем. Ние направивме договор со граѓаните дека можат приклучокот да го платат на 8 рати. Плаќајќи ја првата рата ќе започнеме веднаш со приклучување. Веќе граѓаните го направија тоа и ние од понеделник почнуваме со приклучување. Освен ова, Бојаџиев им вети на жителите од оваа населба дека ќе бидат вклучени во водоводниот систем на јавното предпријатие ИСАР и дека техничката вода што во моментот ја користат ќе биде заменета со здрава вода за пиење.